Продолжуваме со уште една епизода на подкастот Зрак со мене, доктор Марина. Вечерва ќе зборуваме за важни медицински теми. Со нас вечерва се нашите сојузници во борбата против карциномот. Наши гости се абдоминалниот хирург, специјалист доктор Стефан Арсенков, кој малку повеќе ќе ни објасни за третманот хируршки на пациентите со карциноми, 3D лум технологијата и примена на вештачката интелигенција во медицината. И две колешки кои се од градска општа болница 8 септември, интервентни радиолози, специјалист доктор Андреја Нанчева Богоевска и специјалист доктор Ивона. Добре дојдовте. Фала на поканата, Марина. Благодариме на поканата. Да. Фала на поканата. Андреја, што се интервентните радиолози и колку има во Македонија? Вака сега, интервентната радиологија е една подгранка во радиологијата, понова да речам. И на државно ниво, па што знам, може би околу 10 луѓе се броиме, кои што реално во својата секојдневна пракса Зборуваме заеднички со приватните или само? со приватните, со приватните, ако земе сума сумарум, максимум 10 интервентни радиолози, односно во цела тоа се, зборуваме за доктори кои што освен дијагностичка радиологија, доминантно во своето секојдневие се занимава со интервентни процедури на различни делови од телото. Така. На некој начин тоа е тоа. Што е тоа што работат интервентните радиолози? Вака сега, значи, што е разликата меѓу обичен радиолог и интервентен радиолог? Радиолозите, генерално, нашата гранка се заоснова на интерпретација на имиджинг, односно интерпретација на компјутер, на магнет, на ултразвук, на рентген и така натаму. Додека ние, радиолозите што се занимаваме со интервентна радиологија, имиджингот го користиме за да вршиме процедури. Минимално инвазивни процедури, да не речам низ едно дупче, буквално. Влегуваме во крвен сад, во ткиво и ја завршуваме процедурата, секако, предходно, после еден мултидисциплинарен состанок со онколозите, хирурзите, интернистите и така натаму. Така. Кои се тие минимални инвазивни процедури? Така, воглавно интервентната радиологија е поделена на две поголеми гранки, односно васкуларна и неваскуларна. Во тие делови значи спаѓаат повеќе процедури, од кои што пак има една поделба на неуроинтервентни и на интервентни процедури на телото, односно боди интервентна радиологија. Така да посебно се издвоени неуроинтервентните процедури, со што на вистина се специфични и сложени и обично интервентните радиолози што се занимаваат со тоа, се занимаваат исклучиво со неуроинтервентна радиологија, додека другите си се како боди имиджинг, интервентни процедури. Така, сега васкуларните, самото име кажува, сите процедури се работат преку некој крвен сад, односно се прави интервенција на преку крвните садови, додека пак неваскуларните процедури се оние кај кои што се и попознати можда меѓу луѓето, тоа почнувајќи од најобични биопси, дренажи, потоа поставување на нефростоми во бубрезите, потоа аблации на црн дроб, на бели дробови, криоаблација во поново време, така. Да. Работите, значи, криоаблација? Не, все уште во јавното здравство нема услови заради високата цена на антените и самата машина. Во моментот само во една приватна установа, јавна здравствена установа, приватна установа се работи, да. Да. Во Македонија е релативно млада гранка, интервентната радиологија. Се млада зборуваме за изминатите 10 години. Мислам дека од пред. Да, и Еве Андреја може повеќе за тоа, бидејќи е во искусна во однос. Специјализација за интервентна радиологија. Реално само што почнавме, нашиот колега доктор Александар Ѓорески, кој ни беше наш шеф, претходно работеше на некој начин, да речам, он е и пионир на интервентната во 8 септември, но повеќе би рекла и во онкологијата, значи он ги почна интервентните онколошки процедури, не насочи. И сега да речам, ние одиме по неговиот пат, он замина во приватното здравство. И така да последниве едно 7-8 години се доста напредни во нашата, да речам, гранка. Одиме брзо, се внесуваат нови методи, се трудиме, да не речам сме во чекор со светот, не би можела да кажам дека сме доста назад,
посебно бидејќи доста популарна е и криоаблацијата, еве на некој начин таа се работи во Македонија, ама не се работи во јавното здравство. Но пак е добро што ја има во државата. Пак на некој начин тоа е доста важно, јас така мислам. Да се надополнам претходно прашањето е васкуларните, малку ги скратив. Тоа значи пристапување до например во онколошкиот дел, кога може преку крвен сап да се стигне точно до гранката која што го снабдува туморот и таму да се аплицира цитостатик или да се едноставно затвори таа артерија која што други материјали, да, која што го исхранува, или например тоа ги нарекува периферија кога се работи, се поставуваат стентови на крвните сатови кога ќе се затворат. Најчесто е тоа на долните екстремитети, но не значи дека и на или крварењата, некои крварења, исто така, итни крварења се затвараат со коилинг, буквално со други емболични агенси, и на тој начин да речам минимално инвазивно место да се влезе во сала, да речам ќе се скрати тоа време. Тоа е особено индикација секако, нели? Особено е во неуроинтервентната, тоа е исклучиво васкуларна, кога особено битно во исхемичниот удар и во третирањето на невризми. Така. Да, тоа е посебно од особена важност. Доколку постои таков доктор да излезе во пресрет, нели? Стефан, ти е абдоминален хирург, исто сојузник во борбата против карциномите. Сега имаш најнова технологија, 3D лум, 3D печатење. Ќе може ли малце повеќе да ни објасниш? 3D Loom е името на, речем, стартапот кој што го почнавме со цел да ја доближиме можноста за користење на таа релативно нова технологија до што повеќе пациенти. У суштина, ако интервентните радиолози тоа што го прават е некој вид на доближување до хирургијата, тоа што ние го правиме доближување до радиологијата, па ќе се најдеме некаде на средина веројатно. Но суштината е дека го премостуваме ајде можеби јас помеѓу толкувањето од страна на радиолозите и нашето разбирање на сликите што ги гледаме. Затоа што колку и да Андреа или Ивона како радиолози, колку и да ни објаснува што гледа на сликата, може да ни објасни најубаво на света, ма дали ја така ќе го замислам, тоа е више друг проблем и колку ја ќе разберам што ќе ми пренесе вербално и со опис, сепак тоа е ограничено нешто. Но кога со помош на радиолозите ќе креираме 3D модел, идеална реплика на анатомијата на пациентот, кој што сите што работиме со директно и колешките се свесни колку варира анатомијата од пациент до пациент, кога ќе го видиме како реална идеална реплика во 3 димензии, не само што ќе го видиме во 3 димензии, кога ќе го фатиме, ќе го допреме, нивото на разбирање е неспоредливо се зголемува и е нешто што дури ни самиот не бев свесен колку помага при изведување на операциите. Кога го почнавме, можеби беше љубопитноста да видиме што може да добиеме со таа технологија, но кога ја имплементиравме, кога видовме колку многу помага, реално и тие резултати што ги добивме и нас ни изненадија колку е различно да вршиш операција или било каква интервенција на анатомија во ситуација која што веќе си ја видел, која не ти е прв пат да ја гледаш, за како што било претходно за секој пациент, без разлика на тоа колку ги гледаме компјутерите или магнетите, никогаш не може реалната представа да ја добиеме баш во реална големина со тактилен, со допир. Со допир, првата операција што ја изведовте? Првата операција ја направи колегата Бектеши на фрактура на подколеница, на тибијално плато, и почнавме со тоа заради тоа што по дефиниција коските се многу поразлични од околните ткива и многу полесно можеме да добиеме модел на коска за сметка на мекоткивни органи. И ни требаше време да се усовршиме за да добиеме супер и адекватни реплики на меките ткива, па почнавме со нешто малку по-лесно и по-сигурно, односно добивме модели на коски. И приказката секаде ја кажувам затоа што ми беше стварно неверојатно. Работеше колегата Бектеши таа фрактура на подколеница, мислам многу лоша скршеница и ја чекајќи да заврши да ми каже како поминал, затоа што пред да ја почне операцијата ние заедно го гледавме моделот, па ја симулиравме операцијата, гледавме каде би поставил игли, како би ја направил репозицијата.
и кога излезе од сала, кога ми каже дека завршил 40 минути порано од тоа што планирал, јас мислев дека како да кажам, еве да кажам, малце преувеличи колку му помогнало. Се додека неколку, месец-два подоцна кога да беше, кога јас влегов во сала да оперирам пациент кој што го имав претходно како модел, го сфатив дека воопшто не претерува и не преувеличува, него буквално е толку драстична разликата да оперираш пациент чија што анатомија си ја запознал претходно, да. Нема никакви изненадувања, нема никакви неочекувани моменти, точно знаеш што каде да очекуваш, знаеш каде да препарираш, каде може да се треба да се биде попредпазлив, каде може слободно да се работи без да се очекува компликација. И така да беше стварно едно неверојатно искуство и така почна целата приказка, па еве сме сега каде што сме. Имате многу операции до сега? Па последнава година од прилика, помалку или повеќе, се ближиме до бројка 40 пациенти кои што сме ги третирале со помош на... Гледам последно нешто за кардиохирургија, прочитав дека имало последно сега во октомври месец, така? Имаше, да, колегата Папестиев направи операција на еден вентрикуларен септален дефект, кој што беше релативно мал, 6 до 8 мм, мислам, но моделот кој што го изработивме беше многу интересно затоа што го искористи буквално да го испроба пристапот. Дали ќе влезе низ предкомора, дали ќе влезе низ комора и на самиот модел всушност ја на еден начин извежба, односно процени операцијата, го пресече моделот, виде што каков поглед ќе добие од едната страна кога влезе, каков поглед ќе добие од другата страна и за среќа прекрасно, одлично помина операцијата, пациентот се опорави одлично и според неговото кажување дека од огромна помош бил моделот затоа што точно знаеле како ќе направат операцијата без погодување, без нагаѓање и тоа што го виделе било да речеме да се случи. Па, сега нови 40 операции никој грешка. Не смееме да дозволиме да има грешка. Значи, мојата работа у суштина како тој што ги генерира моделите е да сме 100% сигурни дека нема да има грешка и дека тоа што ќе го добиеме како модел е точната анатомија. Значи го добиваме моделот, па прво го проверуваме она што сме го добиле како модел со компјутерската томографија, па го испечатениот модел го проверуваме. Да, баш и ние слушаме ова баш. И мислам често во консултација со радиолозите зборуваме дали соодветно е направен моделот, дали се слушаме, дали мислиш дека што сум го обележал тука е соодветно припаѓа на тој дел, дали треба милиметар полево подесно и не смееме да дозволиме да има грешка, затоа што ризикот е преголем, а ние сега веќе сме во фаза кога ни една, барем јас и луѓето со кои што почесто работиме, ни една голема операција не ја планираме без да направиме модел, затоа што не само што е побезбедно, ни дава и сигурност работата и можеби ни овозможува да направиме работи кои што претходно не би се осмелиле да ги направиме. Заради непознатата анатомија, непознатиот терен, а вака сме сигурни се што ќе најдеме, знаеме каде да го очекуваме и сме многу по ќе речам самоуверени, многу по безбедно и по ефикасно работиме во текот на операцијата. Така. Дали ова е дел од работата или е како делот го покрива фондот, сакам да прашам тоа, или тоа самите пациенти ако побараат? Каква е процедурата? За сега се уште не знам, не спроведување да знаат. Не, се уште не го покрива фондот како услуга, што не значи дека нема, се надеваме дека ќе се случи затоа што треба да се апелира на тоа, мислам. Се оди напред, се оди кон тоа вистичката легиција. Точно. Огромна помош, да, дури јас осем органот кој ќе го имаш у раци, кој ќе знаеш што ќе оперираш. Мислам дека има ситуации кај што можеби, да речеме, некој тумор или на црн дроб, дали на панкреас, би бил прогласен за иноперабилен, но со адекватна припрема, со адекватен модел, би можел дури во таква ситуација да се припремиме подобро, па да го, например, извадиме или да го да ресецираме тој тумор, а да не зборувам за тоа што буквално колку луѓе бегаат од него и кажуваат, а не, ова не е операбилна, ама. Да. А да не збориме за тоа што спречува компликации. Баш последниот интересен пример, пациентка со тумор на панкреас имаше една аксесорна хепатална вена која што излегуваше од мезентеричната артерија, кај што типично не се случува тоа и многу лесно може ако
а може многу лесно да се превиди тоа, нели, гледајќи компјутерска томографија, фокусирајќи се на тоа што е главната патологија, да се примети дека има една малечка артерија која што оди во десната страна на црниот дроб, а всушност ги схранува целиот црн дроб, затоа што таа што нормално излегува левата е само за еден мал дел, дава гранки. И многу лесно може да се направи повреда на таква артерија и да биде дури фатално, заврши таква компликација, а со ова, нели, со адекватна припрема, се спречува и сериозни компликации се спречуваат во тек на самата интервенција. Така да бенефитот прво за пациентот е огромен, а реално и за општеството, така да сигурно би имало корист доколку се овозможи таа услуга да биде за сите пациенти на кои што им била потребна. Интерес имаат помладиве колеги да учат? Да, учењето не само што е супер во тек на операција, туку после операција. Имаме проблем со повозрастните, мислам дека околу овие технологии. Да, секоја организација си има тоа што се кажа early adopters, со луѓе кои што порано прифаќаат нови технологии и оние кои што малку подоцна. Мислам, не случајно колешките карши се оние што почнале интервентна радиологија, а не почнале како многу постар, тоа што има причина зошто помладите се тие кои што по-лесно ги прифаќаат новите технологии, но кога ќе се изнесат аргументи, кога ќе се покажат факти, нема контрааргументи на тоа дека е побезбедно и поефикасно и подобро за пациентот. Така да интересот со секој нов случај интересот расте, спомнавме и во други клиники веќе има интерес да се искористат моделите. А тоа што го спомнавме за учењето, многу е добро што моделите после операција, нели, не ги снемуваат, туку ги користиме и за едукација на студенти, и за едукација на специјализанти, многу појасна представа може да добијат и се соочуваат со, можеби, да речем, начин на гледање на органите и на атомските структури кој што е невозможен на ниеден друг начин. Знаеме какви ни се условите на факултетите, особено катедрата по анатомија, кај што е исклучително важно да имаме добри модели. Баш би сакала да видам како немам видено. Да, и мене, јас викам сега замисли на студент или на специјализант, дури на нашите студенти што аѓаат и ние што им држиме вежби, ете, да им покажеш модел. Како тоа што го гледаш. Да, би биле презадоволни, јас мислам. Да, на 2D како ќе ти изгледа. Тоа е многу значајно. Прво е многу значајно за искусен хирург, ќе кажам приказна што се случи, пред некое време правим модел на карцином на желудник. И го носиме моделот и еден искусен хирург го гледа желудникот и вика, ама зашто вака стои желудникот? Така стои, така му е формата. Ама не, чекај, вика, не е вака желудникот, не стои нормално. Така стои желудникот, таа му е формата на снимката, идеална е репликата. Така гледа, вика, види мајката, стварно е така, вика. Ја цело време си го замислам желудникот како што го гледам тек на операција, од кога ќе отворам, ќе го наместам како што ми треба, вика, и цел живот успешно, претерано успешно ги прави тие операции, но идејата за органот е таква како што си има, како што си го гледа на операција, а не како што всушност стои во организмот на пациентот. И на некој што има 30 години искуство може да му понуди нова перспектива и ново гледиште на работите, а не па на студенти кои што сега почнуваат. И сите студенти што ќе дојдат на вежби, кои ќе ги видат кај се прави ова првата реакција, кои кажеме дека тука и тоа се реални пациенти кои што ги третираме во нашата клиника. Не, сигурно, да. Прво е се фасцинирани, после многу кратко време, кога ќе ги сватат и соодносите и концептите и поставеноста на органите, првата реакција тоа прв пат го гледаме ова вака и не сме имале можност да го видиме. Тоа е не само за студенти, него и за искусни хирурзи кои што и лјадници пациенти третирале, па може прв пат да ги видат работите во одреден агол кој што не е возможен инаку. Тоа го кажам, така да стварно од голема корист и баш мислам дека и во интервентната радиологија сигурно и за некои фантоми за вежбање. Не, да, е интересно. Може би треба повеќе, нели, да ни раскаже за ова, па да видиме што можеме да имаме ние корист. Да. Баш се заинтересира вака сега кога те слушам повнимателно. Па работите се заеднички и кога оперирате и операциите на карцином. Видете, ништо не е во здравството единка. Тоа е малку, мислам дека погрешна перцепција владее во нашето здравство, значи нема еден знае. Знаете како е во Европа? Одиш надвор, излегуваш од Македонија и сите ти викаат МДТ. Сите ти викаат мултидисциплинарен. Не ти викаат, јас знам. Значи тоа не постои и затоа јас секогаш и на студентите и ние како тим, еве што работиме интервентна 8 септември, значи многу пати заедно седнуваме.
Ивона не размислува сама, јас не размислувам сама, другите двајца колеги исто. Значи многу пати, многу работи заедно ги решаваме во текот на денот и нели вака ќе пристапиме така. И секако зборувам со онколозите, да речам интернистите и хирурзите, значи наши пациентите многу пати нели доаѓаат од нив, препратени се од нив. Значи тоа е и не секогаш може да се изведе некоја процедура. Значи се поставува прашање, ние евалуираме, гледаме, ги го размислуваме кост бенефитот и велиме да може, не може, ова е за хирург, одете таму. Или обратно, одете на онкологија. Тоа е тоа. Значи работиме заедно како тим и имаме резултат, а не како единка. Значи тоа е многу важно. Точно. Секако Веројатно и општо во науката, затоа веќе нема големи изумители како што бил, не знам, Александар Флеминг или не знам кој Никола Тесла, затоа што работите кои што може да му текнат на еден човек, веќе му текнале на некој човек. Сега мора да има тимови кои што ќе работат на нови откритија, но затоа можеби за сите, последно време секој што добил Нобелова награда за наука, ретко е еден човек. Секогаш се неколку и тимови. Како не. Невозможно е со нивото на познавање информации кои што ги имаме, невозможно е како единка да бидеш добар и успешен во тоа што го правиш. Значи мора да има тим кој што ги лекува пациенти. Не те прекинав нешто сакаш да Не, кажеш. сакам да кажем да не ги заборавиме, да речеме нашите нашите колеги сестри, технолозите, да, ние и без колегите, технолог, да. например, и без сестра. Многу е важно тоа. Ние на процедура не можеме да сработиме, што како што спомна Андреја, сите интервенции се под имиджинг контрола, дали тоа под компјутер гледаме што се случува или под ехо, за тоа ни треба. Значи, За ехото не, ама за ама компјутерот мора, значи, или за во ангиосала кога сме. дефинитивно 1 до 2 технолози и сестри кои што се обучени. Така. Значи Имате доволно персонал? секогаш Или како? персонал Како сега? секогаш фали, ама ние сме релативно да речем задоволни, секогаш може подобро, нели? Ние сакаме повеќе, ама Така. генерално да, добро, тоа е тоа, да. Од каде е идејата? Па спомнав пред малку идејата, не дојде као сега ќе правам 3D модели за да имаат корист хирурзите при планирање, туку Не, жилбата е вака. па Тоа викам. идејата беше 3D принтер. Што може да направиме со 3D принтерот? Ајде да видиме како ќе го искористиме. Од љубопитноста да се види што може да пружи таа технологија. Затоа го нагласувам, затоа што резултатите беа кои што ги добивме беа изненадувачки откако пробавме. Беше ајде да видиме што може компјутерот е, нели? Компјутерската томографија дава некаква тродимензионална слика, па ајде да видиме како можеме, нели, да добиеме подобра изведба на истата и чекор по чекор се надоградуваше да стигнеме до ова каде што сме денес, каде што на вистина има огромен бенефит и нели, првичната идеја беше ајде да видиме, ајде да пробаме љубопитноста, но резултатите не натераа да толку многу се вложиме во ова што го правиме и да продолжиме да го правиме затоа што се стварно не може да се порекнат дека се многу добри. Со нашиве пациенти со карциноми често пати ги препраќаме нели кај вас за интервентни процедури. Ке може ли малце да ни објасните околу што е тоа TACE радиофреквентна аблација, како се подготвува малку пациентот за отприлика да знаат? Па, значи генерално исто убава како информација може да кажеме дека секој петок имаме амбуланта која што почнува околу 11 часот до кај 2 и пациентите обично од вашата клиника се препратени тогаш и од хирурзите. И генерално кога доаѓаат на консултација секогаш бараме компјутер или магнет, дури ние сами правиме ултразвук. Да. И гледаме дали тие лези влегуваат во групата на тие што се курабилни и можеме да ги сретираме. Во нашата болница работиме од аблативните техники, имаме и радиофреквентна, али можам да кажам доминантно микробранова се работи. Додека за трансартериската хемоемболизација, фактички како што објасни колешката Ивона, со катетер до артеријата што го храни туморот се носат партикли измешани со цитостатик и на тој начин се делува и терапевски и се оклудира исхраната на туморот. Да. Буквално. Значи, но и за тоа конкретно сами си имаме, ете да речеме некои параметри
Тоа е со според кој- локална анестезија, кратка интервенција, тоа сакам Да, да многу знаат, кратко, да да, не се плашат, значи- зашто јас ќе ми кажам, леле, што ќе ми прават? Не, по колку Да. некогаш по 10 минути ни траат интервенциите, да речам за аблација конкретно, тие може да Да, многу да. кратки, припремата е Така. многу подолга, таа може да трае пола саат. А додека самата Така, интервенција 10 минути не захтева некоја нели Како лесна амбулантска седација. процедура, зборувам. Да, лесна Како седација амбулантска користиме, процедура. да. Не, остануваат една остануваат? вечер Да, една минимум, вечер, зашто да. еве аблацијата по конкретно е преведено на народски горење на промената. Така Значи е. тоа е затоа термална аблација која што се внесува антена под водство на ултразвук или Да, на или компјутер да, или до нели до таргетот, односно до туморот кој што ни е таргет за Да, третман за и подейства микро бранови, се загрева и на тој начин се уништува туморот. Сега неопходно е, тука имам и секогаш анестезиолошка поддршка, Секогаш, зашто да. инаку е болна процедура за да се работи само со локална, конкретно само за аблацијата. И некоја лесна анестезија во соработка со колегите Лесна анестезиолози. седација, да, значи Додека другата, тука се, да, е само со локална е. Само со тестот, локална е, да, тестот во сала се работи само со локална. Така да Ама пациентот наредниот ден, ако е добар, си добра оди е, дома. а За секој клинички случај. на крвните параметри го пуштаме дома. да, толку една вечер, многу ретко пациентите се во воле компликации. Мислам компликации во односно, ето, некоја лесна температура и така па да се задржи пациентот. Тогаш да остане инаку. Да. Амбулантски, да, обично така ги праќаме. Знам дека завршуваат во еден ден амбулантски. За За овие не, за овие може не, да речеме портовите. Портовите завршуваат и пласирањето на биопсиите портовите и амбулантски, биопсиите, а за овие процедури Да. конкретно мора да се хоспитализира. значи да се- протоколот ни така, е една да. ноќ преноќува. Мора да дефинитивно, да, да. Кога сме кај портовите, тоа е медицински уред што се поставува подкожно, така? Така е. Еј, сега, Да. Ајде бе колешката. Ајде нека каже малку. колешката за портот, пошто ги интересира Да, и пациентите. доста често сега гледам дека се повеќе. Да, све повеќе се препраќаат. одиме кон тоа да се стават портови, затоа што Да. они се на долготрајна терапија, посебно овие што се со хронични терапии, што на секои 3 недели примаат хемотерапија 2 или 3 недели, не зависи од протоколот. Невидена помош. Мислам, секое дефинитивно. боцкање, тоа име травма и травма, све, така е. значи така. Така да Така. сега се ги советуваме за портови, па ја да кажеме за портот како Така. се аплицира, кај се става. Портот е всушност венска линија за да пациентот што прима хемотерапија, ако треба да приме или по многу циклуси, едноставно има веќе воспоставено венска линија, тоа е како катетер кој што се става во една поголема вена на вратот што се движи кон градниот кош. Самиот порт е големина околу 2 Околу сантими, 2 сантими, се да. сместува подкожно под клучната коска. Најчесто десно, но некогаш и лево кога Да, има во одредени потреба. ситуации. Значи тоа е сместен под кожата, не се гледа, ние го шиеме после тоа како мал джеб подкожен се прави. Тога се сместува портот, се шие таа рана, а тој подкожа е поврзан во вената големата од таа, вена, да. Во таа страна и нели целта е да се поштедат периферните вени на рацете, зашто самите некои цитостатици се нели доста јаки, па може и да Колку време може настане да го проблем. носат портот? Долго. Имаме пациенти Со по 4-5 години, и така? повеќе. Како на да се 4 одржува? години. Како треба да се одржува тоа, да кажеме? Еднаш месечно со Да, хипотермизиран на 4 до 6 да. недели, Да. кога не се користи, инаку пред секоја употреба и после секоја употреба портот се проперува, се Прочистува. прошприцува. Да. Тоа си го прават на нели на онкологија да, и на медицинските сестри, така. да, секако. Но кога не се користи, кога веќе не прима терапија пациентот, треба задолжително да оди на пропирање на месец Еднаш и пол, месечно, од да, прилика или да, месец. да не Значи може Да долго не време да се тромбозира. носи. А може да се носи без проблем. Така, Што без сме проблем. ваделе Многу порто и дури интересно, по 6 луѓето, години, по 5 години ги носат. Ама има група на пациенти што доаѓаат Да. и велат, леле, доктор, ќе да го извадиме. Значи завршува, да речам, циклусот Така. и болеста е мирна и знам дека доаѓаат и многу се брзаат. И Да. мислам дека нема потреби, тоа е убаво и вие како онколози да им Така, сугерирате да, дека затоа и прашувам. треба да почекаме. Така. Значи едноставно нека заборават дека го има, Да, нека тие одат психолошки на се плажа, верува дека нека- пред да. тоа им било врзано со примањето Знам, на ама- хемотерапијата, едноставно мислат ќе се мислам Со самото така го вадење чувствуваат дека се готово, све ослободуваат. завршило, да, Ама е најверојатно. подобро, мислам, да се подзадржи малку, мислам Да, дека е значи стварно- вадењето е многу Да. поедноставно и нема, мислам, не смета, така да. Како институција само вие, јас знам дека само кај вас можеме за прв да праќаме. Вака. Не знам дали другиве клиники. Не,
вака сега државните мислам дека да. да, ние Да сме зборам за единствена државна, да, за Да. државна институција за зборувам. државна институција Мислам сме дека само единствена. за кај вас праќаме, Само кај нас, да, значи ние сме цела- од државните, ние сме, Единствено да. на деца да не има кај Може би во на мотора деца има камера на или на може би на На анестезија најверојатно на на Карел, анестезија, да, на Карел за деца, може би они тука мислам го се земаат тој дел, а инаку Дали еве за баш портови пред да. 2 дена имавме 14 годишна девојче од Девојче, хематологија, така да мислам пак Да, од беше хематологија дете, ели нонстоп доаѓаат исто. за тие нели за малите деца е потребна анестезија Потребно. и многу друга подготовка малку. Така. Што јас знам дека ставаат и на Карел, најверојатно е тоа за децата, Да, али ние можда. како упати можеме да ги упатуваме само кај вас. Да, за Добро, да кај искријам нас упат како онколози Стана зборам. многу, значи, онака... Ама имам и проблем, знаеш, околу портовите, околу нема игла, има игла, за не знам тоа. За кој... мислите тие во секот што доаѓаат? Да, во За да. поставување на инфузијата. На поставување, да. Па мислам дека Тоа во имаме одредена проблем, во одреден период одредена од фирма годината. овозможува Да. такви игли, да. Мислам, Па тоа добро е сега, проблем. тоа може би треба и вие нас да не го сугерирате како нели проблем, па ние да Да. видиме што можеме да направиме во врска Да, со да. тоа. Да се Да. обезбедат доволно, пошто само една институција мора да има доволно за сите, ме разбираш, пошто се многу пациенти. Ти џабе го прекаш да стави порт кој не може да го аплицира, мислам, еве се случува нешто. Да, не е само за хемотерапија, има пациенти што имаат хронична болест, мора редовно да примаат Други инфузии, лекови, да. други лекови, или портот може да се користи за Анализи нели вадење на крв на најобична. Да, милион Посебно анализи кај се оние кои прават, што да. е потребно многу често. А од пациентите слушаме дека многу ретко некој се нафаќа да го користи портот, освен на онкологија и на хематологија. Што би треба едукација. Ајде Да. малку нели неколку слајда да им се објасни на луѓето да не се плашат дека Да, стварно нема ништо да се случи. Треба само Не да не да ми се се обучат. инфицира, па тоа слушам, они се слушат еден на друг. Па тоа мене ми се инфицираше, па некој си 7 дена пил антибиотик, после тоа па не сакам, сакам, да, не, а вените им се протоколот е 7 оштетуваат. дена после, но Да. после тоа веќе тоа си е внатре во организмот и си Добро, функционира. како и секоја процедура Да. си има некои ризици, не дека не, и има компликации што се многу ретки, еве на ние на толку многу портови, нормално дека има. Има, ма Најчесто ете можда инфекција на раната во да, прво да. време, али затоа даваме секогаш превентивно антибиотик и 7 покриваме дена пациентите. обавезно, Има и некои други нешто, но многу поретко да речеме се ретко. случува. Генерално доста добро сите поминуваат. Мислам вие најдобро може и Да, 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 да. кажете. Да. И колегите од хематологија кои што добиваме Немаме компликации многу со портовите, него тоа е проблемот што немаме доволно. Немаме доволно, на пример, оние кои отидат нема, во ова нема, тоа е проблемот, немало игли, немало не знам, валја дел од сетот нема нешто, не знам што се случува не, од сега те портот. разбрав. Не, едноставно набавката не Не е знам, секогаш да. во број во кој што ние На го време. сакаме. Пошто како единствена институција треба да апелираме за да има за сите пациенти. Да, тоа е Сметам нешто дека- со кое што треба можеби и со министерството и со фондот да се Да, да. разговара, да се направи еден систем и повеќе луѓе да се заинтересираат. Па не знам дали ова во некој го нашата знае, гранка, затоа ако што- ме прашаш ме од Министерството и фондот, не знам дали знаат дека е единствена институција само таму порт се става. Може и не тоа знам треба дали преку знаат. малце да се апелира. Знаете како ние не сме многу луѓе, ние на нашиот одел што работиме сме 4 специјалисти, еден специјализант, така? Од кој што, да речам, другите двајца колеги се бават со едниот повеќе со васкуларни процедури, а другиот колега работи процедури на рбетен столб. Така да нас секако ни треба луѓе во тимот, доколку сакаме бројката да ја зголемиме, затоа апелирам и до младите колеги, до студентите, до специјализантите да се зголеми интересот. Има многу работа, така да нели? Треба и кадар за да се аплицира кога веќе Тешко е да се поднесе товарот како една институција за многу работи. Не е едноставно. Така. Така да се трудиме најдобро што можеме да функционираме. Веројатно сме и окей, тоа е тоа. Стефан, како абдоминален хирург, дали повеќе се држите до старите процедури, зборам до оние отворени операции или до лапароскопски? Па лапароскопијата е можеби најголемиот чекор напред што се случило во хирургијата последниве, ајде да речем 50 на години. После измислувањето на анестезиологијата како гранка, која што возможело да постои хирургијата како таква денеска, следниот голем чекор е измислувањето на лапароскопијата и минимално инвазивната хирургија. И исто како и за друго, што го зборевме претходно, не може да не постојат аргументи дека лапароскопијата е супериорна во многу аспекти во однос на отворената хирургија. Исто како што, нели, за одредени работи се уште отворената хирургија е
она што нуди најмногу опции, но лапароскопијата многу брзо ги надоместува можеби оние некогашни недостатоци. И во денешно време во институцијата кај што работам во Универзитетската клиника за хируршки болести Свети Наум, со лапароскопија може да ги третираме најголем дел од интраабдоминалните заболувања, иако нели се зависи од случај до случај, но особено во онколошката хирургија, колоректалната хирургија, мислам дека паралелно колку отворено, толку и лапароскопски можеме да работиме. Секако нели останува проблемот колку од технички аспект. Опрема, инструменти потребни за тоа. Во последно време, фала Богу, не сме имале проблем со недостаток на инструменти и на опрема, но како што кажа и колешките, секогаш може подобро и секогаш може и повеќе да се има на располагање, но доколку не се трудиме да се напредиме и подобриме, би немало смисла да го работиме во што го работиме. Така да отворената хирургија како основа е тука и е секогаш потребна, на моменти незаменлива, но се трудиме колку што е можно и каде што е соодветно да се употребува и лапароскопијата како една метода од која што сепак пациентите имаат голем бенефит. Така. Дали сметаш дека после пост-ковид се зголеми бројот на пациенти со карциноми? Еве ваше искуство вака. Дефинитивно, јас можам Би било, автоматски да кажам, не знам. Би било Доста голем број. Не знам, јас така мислам. Сега на што се должи, за дали е то... На што се должи, не знам, ама повеќе фактори би влијале тука, не би рекла баш. Имав една кратка анализа што ја правев пред, можеби лани беше, во степенот, во стадиумот на карциноми кои што доаѓаат пред ковид и после ковид, немаше драматична разлика во стадиумот на карциноми кои што доаѓа пациентите, што може да се толкува на два начина. Едниот е дека и пред ковидот доаѓале во поодминат стадиум и требало и претходно се прават по соодветни прегледи, а другиот дека со ковид не се одложил третманот на оние кои што биле наитни. Но тоа е само едно мало делче, тоа што да го кажеме дека би било не соодветно без конкретна анализа да зборуваме, но исто како и колешките мојот впечаток дека има не само бројот што е зголемен, туку и во старосната граница на пациенти се намалува. Многу загрижувачки е старосната граница, така? Кај се намалува, значи кај се помлади пациенти се значи све поагресивно, посебно кај младите е све поагресивно. Имаме еден помлад пациент на кој што сега баш треба втора сесија микробранова аблација на белдрог да му правиме, кој што мислам дека има околу 30 на 32 години. Знае колешката за кој зборувам, мислам дефинитивно, значи нашата возрастна граница многу често се движи од 27, 28, 30, 32, значи под 40, нешто што не било замисливо дури пред 5-6 години, не знам. Сепак не сме од вчера, ја 10 години сум во хирургијата на еден или друг начин и пациентите, староста на пациентите кои што сме гледале пред 5, 6, 7, 8 години. Не беше така. Не беше, бевме специјализанти, бевме млади. Сите имало млади стари луѓе и така се ама процентуално биле многу помалку. Имало млади, ама било, не знаме, драматичен инцидент кој ќе дошол пациент под 40 години со карцином. Дури вознемирувачко било, значи како леле ние млади гледаме како млад човек и навикнати дека постари луѓе гледаме. Да, сега вие може за дојка е многу вообичаено да се од 30 Ма и од до 40. другите карциноми, апсолутно, последни колоректален, загрижувачки колоректален на колку млади пациенти. Последнава недела опериравме со колегата Салиу, баш го правевме модел за тоа. 39 годишна пациентка со колоректален карцином, со 2 метастази во црниот дроб, кој што правевме лева латерална хепатектомија. Супер помена операцијата, се одлично, но сепак е пациентка на 39 години. 2 недели претходно јас имав пациентка на 37 со карцином на панкреас. Измеѓу имаше исто колоректален на 36-7 години пациент. Значи, и тоа се од последниот месец до 2.
Оно што го кажа претходно било драма, ако се случи некој Баш по 40 драма, да буквално. дојде. Никој не се да. ни А сомнева, сега е свика млад, со рутина. ништо не ми е кога имаат болки, никој не се прегледува реално кога е млад, многу поретко. Апропо Возрастни. ова прашање, извини што те прекинав, мислам дека тука со скринингот многу потврлуваме, генерално скрининзите. Така за дојка има воспоставено некако нашите повеќе колеги активно функционира, знам да, работат, тој- што се бава со таа дијагностика, али што правиме со, да речам со белодробниот карцином? Јас, например, многу пати имав иницијатива, пошто ние во нашата болница работиме огромна бројка на трансторакални биопсии. И колку пати се трудев некако, да речам, и да допрам до некои структури, дајте да направиме. Има план. Например, ние можеме многу лесно да превземеме од европските држави план како да се прави тој скрининг. Има посебен нискодозен компјутер кој се аплицира само во тие намени. Значи, како што кажа колешката дека карциномот на дојка е екстремно висок. За белодробниот да не зборувам. Да, тој е број 1 во држава. Мислам дека води по и инциденца, некако многу чувствувам дека на тоа поле многу се потврдува. Такво е моето чувство, можеби грешам, али треба национална стратегија. Така мислам. Од сите клиники и од јавниот и од приватниот сектор, мислам дека секој има услов, секде има веќе ЦТ. Значи кате има секаде. Така, точно Така ми да е, во мислам другите дека- градови, да, во поголемиве градови, Мислам мислам дека има може Да, една убаво е, таква зашто веќе иницијатива. во другите земји се спроведуваат скрининзи за Скрининзи, да, и за карцином на колоректален ветров. има, така? Плюс во другите држави, зборам за се има, ама за белодробен, да Тој речам. да, особено битен зашто е навистина Многу е висока, а некако инциденцата чувствувам е многу. некоја летаргија тука, а тоа не е баш добро. Имаме и млади пациенти многу со белодробен. Во последен период све помлади има. Да, нели порано Да, велеа да, кај да. пушачите. Сега Нема тој кај врз. непушачите Да, ги да, да. има. И тоа Така. е многу интересно. Е таму исто многу голема бројката. Значи, знаете како не можеш. Затоа мора со убаво е како идеја. Мислам како идеја, освен да. на дојка и за на грло на матка, Матка, нели имаме да, што функционира да. некој начин. Збориме само на тоа, национално скрининг. ниво, Само каде тие што за имате, две, да. каде што има сериозен пристап. Јас мислам дека и за колоректалниот треба да се развие, така? Мислам дека имаше програма со тестови за околтно крварење Мислам, пред неколку години. Да, сега не сум Ама дали нешто пак многу е. кратко траеше. Јас и мислам беше дека малку- колегите од гастро на клиника нешто почна, бев поканета на нивниот конгрес сега пред скоро време, мислам дека докторка Данче Волкановска презентираше нешто, некој пилот, ако не се лажам. Мислам дека нешто ќе се отпочне и е добро, али дефинитивно мислам дека тоа е многу Да, важно. подигнување на свеста е многу важно и на свест се работи на тоа отпосле кај нас мислам дека. Знаеш како ќе Да. ја добиеш болеста, па отпосле да се третираш. Работава е да се фати кога е време, навремено, ме разбираш? Па, Тоа Тоа е така, проблемот. точно, но ако И- ги и- изгледаме повеќето протоколи за скрининг, најчесто почнуваат после 40-та година. Дефинитивно, Да. да. Да, А а ние сега сега збориме збориме дека- до сега, Да. дека се е по 40. Сега тука малку работите треба да се размислат како да се постапи, не знам. Али Многу е, нешто што многу малку се зборува е дека се таа наука која што ние имаме е наука која што ја добиваме ние како податок од странски студии, од странски истражувања. Многу малку студии се направени на наша популација, со луѓе кои што живеат многу тука слабо во национални услови. бази, да, немаме Да, ние нема статистика. податоци. Регистри. Тоа зборувавме колку сега луѓе малку да бараат се да. од нас, многу пати барале, еве, баш конкретно јас сум се нашла во таква ситуација, не можеш да приложиш бројка, дури за презентација не можеш да извадиш. Некој, можеби за дојка сега веќе можеби има нешто, пошто има национална програма за другите болести малку. Па има нели некој национален регистар за рак кој што Да. почна да се Почна да воведува, функционира, ама да еве го воведуваме сега не и знам тоа и колку кими за двојка адекватно, наверојатно само не- засебен регистар. Сигурно, Се сигурно. трудиме сега да. Ама сите тие податоци кои што нели ние понекогаш можеби мачно да ги внесуваме затоа што нели не е интересно да седиш и да пишеш статистики за пациентите кои што си ги третирал, но се од огромно значење да имаме ние адекватен увид во ситуацијата на нашава популација. Дали тоа што го зборуваме е после ковидот или било и претходно, само не сме го приметиле. Дали е поврзано со Немаме нешто ние таква друго. статистика за да може Ако да би споредиш споредувале само ние, лично сега- искуство може да кажеме. Да, Ние онака си правиме муабет, Да. некои наши Да. лични, можеби, Личен впечатоци впечаток, или да. Да, субјективност некоја имаме тука, али анегдотални ситуации, но Да. немаме Лична ние бројка. анализа статистичка соодветна која што ќе каже да, ова е така и треба да ги бараме причините. И мислам дека е многу значајно што повеќе студии да се прават на нашава популација и клинички испитувања и
фармаколошки испитувања, затоа што и лековите кои што ги добиваме правени на, што знам, популација во Финска, апсолутно не значи дека ќе делуваат исто така на нашите, на луѓето кои што живеат тука, што од физиолошки, што од еколошки аспект. Така да многу е значајно да имаме научна истражувачка дејност соодветна на нашава популација тука, што и од статистички и од научен аспект многу заостанува. Тоа многу повеќе заостанува тоа отколку они процедуриве кои што и колешките ги спроведуваат, и хируршките процедури, и лапароскопијата што зборуваме. Директниот третман многу помалку заостанува отколку националните стратегии и големите работи кои што треба на многу пациенти да влијаат. Ние најтешки пациенти ќе истретираме и ќе изоперираме или ќе најтешко достапни тумори ќе се интервенира врз нив, но тоа е сепак на крајот на краиштата е еден пациент кој што супер сме го спасиле, сме му помогнале. Ама што станува? Што станува со другите милиони? Со другите луѓе, да. Замислете еден скрининг колку луѓе може да спаси, мислам, буквално. Нема дискусија. А во денешно време со се што гледаме и со вештачката интелигенција што се случува, скрининците толку лесно се спроведуваат, толку помалку средства и помалку луѓе се потребни да се спроведат, што е стварно штета да не се користат сите можни алатки за да можеме да има и услови, направиме. мислам, значи реално има услови во сите градови, мислам, да ако се конкретно за ова. Конкретно ако за радиолошкиве методи, мислам, буквално нема град кој што нема конкретно компјутерска томографија. Не треба да се поткране свеста на народот и да се воведе, да речеме, скринингот и свето. Треба некој да оди да се народот сними, да излезат. Ние сме тие што треба да покренеме свеста. Така, нема така, кој советување. Да имаме исто убав директен контакт и со матичните лекари. Знаете како тие исто многу се трудат да помогнат на огромна популација на еден диапазон на болести, па како да упатат, па што да направат, значи нас мултидисциплинарни состаноци и фалат. Ете, немаме многу контакти, нели? Секогаш во нашата фела се трудиме, еве имаме нешто ново, сакаме да покажеме, ама што останува за нели? Како ние да се поврземе, како ние да помогнеме, нели? Широката покриеност, што вели колегата, значи. Тоа што ни интересира секогаш најмногу ни интересира и најмногу ќе го работиме, но тоа со матичните лекари, навистина не знам кога последен пат сме зборувале со матичен лекар, освен со ние кои што се познаваме нели лично, да имаме ние контакт, да го информираме дека тој пациент има потреба таква терапија понатаму. Тоа е екстремно важно. А тие се првите оние кои што ги упатуваат пациентите. Многу е битно да тој дел правилна насока да не се губи кај едниот кај другиот. Матичните треба да знаат што се работи и каде се работи, каде може да се завршат одредени процедури, лекување, значи они мора да се информираат. Они не се. Ама реално и нема, еве кога би бил матичен лекар, ако не се познаваме, па ја знам, ало Андреа, работите ли ви аблација на тумор, имам пациент со таков и таков тумор, може ли да дојде? Како ќе се кому да се јавам јас како матичен лекар за да добијам информација, затоа што еве, денеска сте почнале со тој тип на процедури. Како ќе дознам јас за тоа, нели? Ама ние имавме еден разговор сега пред неколку дена, нели, со хематолозите, имаше еден стручен состанок и со матичните лекари, значи матичните лекари доаѓаат до еден проблем да нема пациентите за биопсија каде да ги пратат. Значи не знаат. Нели, тоа зборувавме со колешката. За лимфом беше состанокот. Значи они не знаат каде да ги пратат. Ние велиме, ама ние сме тука секој понеделник. На се што правиме биопсија, освен дојке, значи тоа не е наше политика надаму, а на се друго, на што не сме правеле, мислам дека буквално на се и се што се. Да ми се јавуваат и мене од страна хирурзи, посебно торакалци од околниве градови ме прашуваат каде да упатам пациент кога треба кор биопсија. Буквално не е само за тоа, значи зборуваме за жлезди во абдомен, зборуваме дури за некои маси околу врат. Тука нечи до овариње, значи буквално нели секаде, али треба да знаат матичните лекари како инаку. Мора да се информирани. Така. Може би тоа треба малку повеќе активности од лекарска комора и од сите здруженија кои што ги имаме за да може да се информираат и колегите од примарно и од секундарно здравство за работите кои што се достапни, затоа што единствено пострашно тоа да нешто не е достапно, нешто да е достапно и да не го искористиме како што треба. Точно. Така е. Знам, имав јас пациент ми вика а што викате, тоа што вика Ивона, вика за горење на променава на црн дроб.
И јас викам, ќе одам во странство да ми потпише, нели мора со консилијарно. Да. Викам, тоа се работи во Македонија. Вика, како се работи во Македонија? Беше зачуден дури дека се работи, и затоа главна идеја беше да ве викнам за да... години, нели, тоа веќе неколку Така. години наназад, нели, кажавме и колегата што отпушна, значи тоа многу е чудно што Сега се уште... бojva да речам во Да. голем, инаку нели и некои од постарите професори на институт почнале со Да, некои има, тони со основни васкуларни процедури да. има, Али нема онака збор. подем на сите модерни процедури што и се работат во европските центри, сега Баш наназад тие, овие Да. се наназад овие неколку Да. години, нели се Наназад. работат и кај нас. да. Дури еве ти што спомна за на институтот нашиот на клиника на радиологија, значи јас колегите треба да знаат дека таму се работи невроинтервентна радиологија. Значи се коилираат аневризми, тоа е многу сериозно. Третман на исхемични На жлтова исхемич- тромбектомијата да, е особено тромбектомија. битна, А мислам, животоспасувачка интервенција. Убаво е да знаат и колегите од другите да. градови. Не Да. знам, тоа зборувавме баш со колешката дека не знам дали знаат многу луѓе. Да, Нели? баш и разговаравме со колеги дека треба да се воспостави една патека на пациент, како брза патека за третман на пациенти со исхемичен удар, зашто исто како срцев удар, како што сега има, нели ја знаат сите патеката како да стигне до коронарографија и поставување на стент, исто мора да го знаат протоколот и колку е битно времето да стигне до тромбектомија, например. Србија има одличен Или тромболиза. Србија добре. мислам дека има одличен програм за тоа. Не мислам баш за исхемија. Да. Како баш строг се скоро центри да, на некој строг начин, они центар, имаат да. строг центри, а мислам дека има услови во Македонија да се развие, нели, заедно со невролозите, со Да, нашите многу е битно невроинтервенти. заеднички да се работи. Мора да. заеднички, дефинитивно нема како, да. Ивона, ти имаш една иницијатива за карцином за дојка, може да ни кажеш само? Да, накрај тоа е еве сега дека изборувавме за превенција и за значи во главно и тоа ни беше идејата и главната иницијатива во здруженијето кое што формиравме, на кое здруженијето е во чест на сестра ми која што за жал почина пред 1 година од карцином на дојка, но тај остави една голема порака за себе во тек на своето лекување цело време споделуваше како се справува на некој начин, но и апелираше на тоа колку се битни превентивните прегледи, односно колку е битно жените да се грижат активно за своето здравје. Тоа значи навистина действува не само да викаме да, но да одиме на преглед редовно, што е најбитно, како што спомнавте исто, да битно е кога ќе го фатиме, нели? Точно, и само преглед да се прави, тоа е многу важно. Само прегледот исто и на тоа. Имаме 2 платформи на социјалните мрежи на кои што главно ние да ја подигнеме свесноста за оваа болест и на некој начин да делуваме активно, така да во октомври имавме една донаторска акција со која што обезбедивме средства за бесплатни прегледи на ехо на дојки и мамографија, пред се за финансиски загрозени, нели, оние кои што не може Кои баш не да можат, си да. дозволат и токму еве денес ги објавивме и може да се пријавуваат. Сепак нели тоа се ограничени или колку се собрале средства, но сепак на таа одредена бројка би помогнале да сме ги потсетиле да се прегледат, сме овозможиле и Кај може да се можам. пријават? на нашите Инстаграм и Фейсбук профили Check Your Boobs Така. на англиски ние, зашто беше тоа слоган од Марија која што сакаме да го се пренесеме запишам. понатака. Така. А другиот дел е исто така набавка набавивме ваучери, вредносни ваучери во кои пациентите од онкологија ќе може да ги искористат во Medicus Help за разни помагала како градници, протези, стегачи за лимфедем, перики, кои што ќе бидат достапни од следната недела по амбулантите на онкологија за дојка и сепак нели пак ќе кажам пред се за оние кои што навистина им треба. Тоа пак е оставено на свесноста и одговорноста на граѓаните да се користи тоа. Точно. Да се остави и да се даде предност на оние што им треба. Ти го продолжуваш патот на Марија. Да. Добро. Ви благодарам на присуството. Фала Фала Марина, на поканата фала и на неодлагиот поканата. разговор. Да, одлично беше. Треба почесто веројатно вака така. Се надевам ќе имаме и друг подкаст вака, што ќе може да се видиме и да поразговараме, ќе ги запознаеме сите со процедурите што се работат кај нас и како може да се постигне све подобро за здравието. Така е точно. Да. Фала. Ви благодарам. Фала. Тоа е се за овој подкаст. Очекувајте не наредната недела со уште една интересна тема.